Минатата недела го тестиравме системот за автоматско казнување Безбеден град во Скопје. Намерно направивме неколку ситни прекршоци. Измерена е брзина од 57 км на час на локација каде што е дозволена брзина од 50 км на час. Тоа е прекршок. Иако добивме 2 опомени, свативме дека сите камери не можат да ги регистрираат сите прекршоци. Нашето искуството на граѓаните беше повод да упатиме повеќе прашања до Министерството за внатрешни работи, меѓу кои. Дали ќе има некаква толеранција во системот? Дали има некакви можни решенија за таа тор? Бидејќи не секогаш и брзинометарот може да го темпирате екзактно на 50. Ќе се согласиме дека таа техничка отстапка, техничка грешка, дозволива грешка или како и да сакате наречете ја, е различна во различни држави. Некаде ќе се соочиме дека е 3 км на час фиксно, некаде дека е 5, некаде дека е 7, некаде оди со проценти 3% до 100 км брзина, некоја фиксна над 100 км и слично. Повторувам, одлуката се уште не е донесена, меѓутоа ќе се донесе и ќе биде на обостран интерес. Додека трае тест фазата во Скопје, одлучивме да ги тестираме камерите во другите градови. Владко, видовме дека Безбеден град покрај во Скопје има и во Тетово и Куманово и на коридорите 8 и 10 на автопатите. И токму после првото тестирање наше во град Скопје, ќе се обидеме да видиме како функционира тоа и на автопат, како функционира и во Куманово, како функционира и во Тетово. Првено одиме за Тетово, така? Тетово. Возејќи од центарот на Скопје кон автопатот Мајка Тереза, првото нешто што ни остави впечаток беше дека долж булеварот Илинден нема камери што мерат брзина. Така видовме и самите, а така ни покаже една од апликациите за навигација за мобилен телефон, кои предупредуваат ако возилото се приближува до камера. Се појавија неколку апликации кои што покажуваат каде има камери низ градот. Едно од нив е Waze, која што гледам дека наистина се споделува многу. Не знам од друга страна дали менува тоа нешто. Дали алудира на предпазливост, бидејќи на секаде низ Скопје има, речиси, по булеварите барем, камери. Нашиот народ е познат по тоа дека ќе се снајде во било каква ситуација, така. Дека апликацијата функционира, се уверивме уште на излезот од Скопје. Да, е горе. Во овој случај се покажа како точно предупредувањето. Поминавме и на локацијата каде се направени најмногу прекршоци во главниот град откако започна тест фазата. Патот кој води од крстосницата за Сарај кон автопатот Мајка Тереза. По неколку минути возење го направивме првиот прекршок на автопатот. Можеш да возиш и 130, да видиме дали ќе ни напише казна. Дали ќе ни стигне опомена. Возевме над дозволеното, но опомена не добивме. На автопатот кон Тетово, камерите се поставени на уште најмалку 2 локации. И таму возевме неколку километри на час над дозволеното. И таму не добивме опомена. Она што можеби најмногу не изненади е дека единствената камера која лови во Тетово е на самиот влез во градот. Поминавме со непрописна брзина. Возиш малку над 80, камерата е над нас. Треба да го регистрира овој прекршок. Но и за овој прекршок не добивме опомена. Сообраќајниот хаос во Тетово е таков што можеби во овој град брзината не е проблем. Таа и не може да се постигне поради непрописното паркирање на булеварите. Во Тетово се лази. Токму овде, веројатно најголем предизвик ќе биде спроведувањето на другиот сегмент од Безбеден град, специјализираните полициски возила, опремени со уреди за снимање кои ќе ловат несовесни возачи, меѓу другото и за оставање на автомобилот каде било. Во интервју за 360 степени, тоа го најави Снежана Петровиќ-Арсовска, советничка во кабинетот на министерот Панче Тошковски. Паркирањето нема да се констатира само со статичните камери, туку ќе постојат и возила со посебна опрема, која што ќе кружат низ населеното место, ќе има според свој план, задачи и ќе констатираат паркирање. И покрај најавите од Министерството за внатрешни работи дека кога ќе почне казнувањето, ќе почне во исто време во Скопје, Тетово и Куманово, возејќи низ градот под шара, не забележавме камери низ централното градско подрачје.
По завршувањето на проверките на системот Безбеден град на единствената камера што ја затекнавме на влезот на Тетово, нашиот фокус се префрли на коридорот 8. Тргнавме за Куманово. Од Тетово до Скопје на автопатот повторно поминавме под камерите. Овде гледам уште една камера, дозволено е 100, а ние намерно нели ќе направиме прекршок, ќе возиме 120. Да видиме дали SafeCity тоа ќе го регистрира. Еве, камерата би требало да го регистрира. Опомена за возење со 20 км над дозволеното немаше. На Скопската обиколница забележавме оти се поставени голем број на камери на повеќе места. Возиме над дозволеното, исто со десетина километри на час над дозволеното, нешто што нам ни беше во план секако при сето ова тестирање на SafeCity. Интересно е овде на обиколницата што на многу мал интервал Се поставени камери. На многу мала разлика една од друга. Дилемата е дали ваквата густина на контролни точки е поради тоа што обиколницата важи за црна точка во сообраќајот, па системот мора да биде максимално зајакнат токму тука. Одговорот стигна веднаш. Михаил, после неколку ситни прекршоци што ги направивме, каде 5, каде 10 километри над дозволените, стигна и првата опомена која што вели вака: надвор од населено место се движи со брзина поголема до 30 км на час над дозволената брзина. Измерена е брзина од 122 км на час на локација каде што е дозволена брзина од 120 км на час и износот на глобата е 20 евра во овој случај. Возејќи кон Куманово, на дел од автопатот Е75 има поставено неколку камери, а тука дозволената брзина е 100 км на час. Како и на автопатот за Тетово, така и тука. Иако го предизвикавме, Безбеден град не реагираше. Дека камерите влеваат страв кај секој возач, покажува фактот од и сега, барем според нашиот впечаток. На автопатите се вози во рамки на дозволената брзина. Единствено возило кое ја пречекори брзината беше амбулантно. Амбулантните возила ќе бидат исклучок, односно Сите кои што сигнализираат итност. Пожарни возила, полиција. како што и треба да биде. Пристапувајќи кон Куманово, забележавме камера поставена на стратешка локација, на влезот од градот. Ја видовме доцна за веднаш безбедно да направиме тест, па ја оставивме за заминување. Главните булевари во градот се копија на тетовските, насекаде паркирани возила, со пуштени трепкачи кои го блокираат нормалното одвивање на сообраќајот. Ниту пајак службата не може да се справи со сообраќајната недисциплина. Во Куманово имавме различен пристап на проверка. Користејќи ја Waze, прво се обидовме да ги лоцираме камерите низ градот. Апликацијата ни покажа две локации каде што наводно има поставено камери. Првата во строгиот центар на градот, пред објектот на полицијата. Баш пред полицијата. Овде вели дека има камера, јас не гледам. Дополнително покажа оти камери има на булеварот Октомвриска револуција, кој води кон Свети Николе и Кумановска бања. Во овој случај, Waze беше во право. Возејќи низ градот, забележавме дека единствено на овие семафори од главните крстосници има камери од новите камери на SafeCity. Затоа ќе возиме со малку поголема брзина од пропишаната, за да видиме дали ќе не регистрира камерата. Семафорот беше исклучен, па не можевме да утврдиме дали казнува и за поминување на жолто или црвено светло. Ниту овој прекршок не беше регистриран. За да не оставиме на случајност, оти секогаш не може да и се верува на технологијата, направивме обиколка низ градот и на најпрометните булевари и во околните населби. Камери има, но не од оние кои мерат брзина или поминување на црвено светло, туку поставени пред десетина години кои се користат за други намени. На крајот од тестирањето, кога го напуштавме градот, се вративме на камерата што ја пропуштивме при влезот во Куманово. Намерно возевме со поголема брзина, сега во насока кон автопатот Е75. Реакцијата од безбедносниот систем идентична како и претходно, непостоечка. Па
Па прашавме во Министерството за внатрешни работи дали целиот моментален систем е ставен под тест и доколку не, кога се очекува негово целосно пуштање во функција. Но прашавме и колку полициски возила со опрема за снимање ќе бидат во употреба за санкционирање на несовесните возачи кои паркираат и застануваат непрописно. Добивме половичен одговор. Возилата за кои прашувате ќе бидат на располагање на секторите за внатрешни работи низ државата. Безбеден град ќе започне да функционира од 1.2.2026 година на територијата на Скопје, Тетово и Куманово, како и долж коридорите 8 и 10. Ова значи дека и официјално, наместо првично планираниот датум, 1 јануари 2026 година, стартот на Безбеден град се одложува за 1 месец. Тоа пак сигнализира дека на МВР му е потребно повеќе време за тестирање и калибрирање на системот, кој според нашиот тест очигледно не е целосно ставен на проба. Уште еден доказ дека е така е тоа што случајно или не, само 2 дена по нашиот тест и прашањата поставени до МВР, во Куманово започнаа да се поставуваат нови камери. Дополнителниот месец ќе биде дополнителна можност и за возачите, да ги променат лошите навики во сообраќајот и подготвени да го дочекаат автоматизираното казнување.